Hello. Во просек 12 луѓе го губат животот на овој пат. Ризично ми е, мене малку страшно ќе би. Ова си се капи. И добро утро на сите и добродојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес одам да го возам еден од најопасните патишта во светот, превојот Абано, превој на планинскиот венец Кавказ, превој кој се издига на надморска висина од 3000 метри. И зошто што како е толку опасен ќе ви кажам малку погоре, но ќе биде цело офроад патот и прво што ќе направам е ќе одам гориво да турам за секој случај да си имам мир на душата. Го подмачкав и синџирот сношти, за затегање не е се уште добаре. Ова уште ми треси, уште не го средив со телефонот. Наубаво е што тука во селото Пшавели има бензинска станица. Се надевам дека ќе биде отворена во ова време. Да. Има, само дали отворено. Изгледа не. Евро дизел, евро регулар. Гасолин, дизел. Значи мене гасолин ми треба. Евро регулар. Леле бистите се девете. Турив јас за 10 лари од причина што не примаа картичка. 10 лари ми дада некаде 3,5 килограми. Среднав на бензиската уште еден моторџија и уште еден. Не знам од каде се. Таблицата му е толку вокал што не се чита. А сега јас се упатувам кон националниот парк Тушети и превојот Абано. Лево толку матно ми гледа, не знам отиша шо вака дали спиев на него. Но се надевам ќе се исчисти. Всушност целата тура оваа моја се вртеше околу националниот парк Тушети и превојот Абано. Планот ми беше да одам еден ден до едно село мало кое што е во центарот на националниот парк, да преноќам таму и да се вратам назад. Меѓутоа денес беше денот кога требаше да стигнам во тоа селото, но се разбира дека денес пише на прогнозата дека ќе врни. Значи една недела пред денес, една недела после денес нема дожд, ама денес во 1 сат вика ќе врни. А патот е многу опасен и кој ќе врни е уште многу поопасен. Така да сега се надевам нема да ме заврни до 1,5 сат, имам некаде до превојот таму на високата точка, а јас сакам да одам уште малку потаму до едно многу убаво езерце. До тоа езерцето имам 2 сати одење и за враќање 2 сати, ставете ги 4 сати. Локалното време е 7:30. Овде се уште е асфалтот, го чекам во секој момент да почне офроад. Но интересно и овде убое за возење, така сега се уште е рано сабајле, се уште ова во сенка. Но се надевам искрено сонце дека ќе има, бидејќи цел пейсаж е поубав кога има сонце, многу е позелено нагоре. Исто така не ви кажав, ги извадов и торбите, ќе останам 2 ноќи на исто место во Пшавели. Ги извадов торбите да бидам многу полесен за маневрирање нагоре. Не знам како е можно навигациве на мојот телефон приватен и ова ќе го користам како GPS различно време да ми дава. Значи дома на него ми даваше 1,5 сат и човекот од смештајот ми рече 1,5 сат има до Абано. Ова ми вади 50 минути од сега кај што сум. Само пато барем да е точниот. Тука малку е засечен патот. И пристигнав до местото каде што започнуваме со возење на офроад. Сега да се направат 2 подготовки пред офроадов.
Двете што ги научив од две грешки што ги направив. Односно, првата е да го намалам притисокот во гумите. Сега за тоа да го направам имам едно компресорче, но го немам користено за истишување. Ќе видам дали ќе тиши сега, бидејќи е само за пумпање можно да е, но сега ќе видиме. Многу паметна работа, батеријско е, значи, ајде би излези. Батеријско е, се полни на USB кабелче, значи не мора цело време в струја да ви е поврзано за да ви тече ова како навртувате. Сега да видиме дали ќе успеам да истишам со ова. На колку да ги направам, ќе има камења големи да не ја скинам и ептен да не ја намалам. На 1.80, а? Бар. Чекај прво да видим дали ќе ми каже на колку е. $2.35, да ми кажува на колку. Па сега сакам да го направам на 1.80. Не, знаете што ќе направам? Ќе го клам да ми измери. Да. Ќе истишам со ова 1.80, па може и тамане. Еве уште тро. Доста му е. И остана уште оваа, кај вентилот. Кај вентилот, кај вентилот. Еве го вентилот. $1.75. Значи тоа го научив, тоест не го научив, то не знаев и таму дека треба да ги стишам, ама ајде си реков, жешко беше, мака ми беше. Меѓутоа подобро 10 минути да истрошам вака, отколку да се мачам после. И втората работа што ја научив в Грција, додека го возев Мбаро Спас, е тоа да го исклучам ABS-от, бидејќи тогаш ке се отепав, не можев да застанам. Тука ми се осигурачите. Сега немам дугме за ABS-от и затоа вака со осигурачи ќе одам. Не е ова, туку е ова. Hello. Sorry? Where are you from? Macedonia. Ah, Macedonia. Yeah, you? Roma, Italia. Ah, Italia, nice. You waiting for someone? You? No, I'm just turning the ABS off. Problem? No. Just turning it off because once I killed myself because of the ABS. So. How long are you on the road? It's long, very long. Roma. Roma here? How many days? 6. 6 days, Roma, Georgia? 6. But in Turkey, I stay one day in. I see the Turkey, the canyon, Ararat. Dark Canyon? The canyon. Dark Canyon. You are you are good with the bike? Off-road, no. Ah. Not the best one. I usually avoid, but this road is good, so I will try. But it's a light bike, so I don't expect a lot of problems. This one's a lot heavier. If you want, we can go Together? together. If you want, I stay. I would, but I'm a little slow. Ah, I don't wanna slow you down. But we will probably meet up on the top somewhere.
И јас случајно тука дојде еден со мотор друг и со него одлучивме заедно да одиме, и тој е сам и тој во еден ден сака само од Абано да оди и назад. Сега јас сакам малку потаму од Абано да одам, така да ако сака и тој, може би ќе одиме заедно. Ау, тука пак е асфалт, јас мислев почнува не асфалт, ама не. Патов како мајтав да си игра со нас. Моторот не ми кажува брзина, сега дори гледам. Се прашувам дали е ДКВ со го исклучив, изгледа до тоа. Иначе патот си игра мајтав со нас, офроа се спремив. Ското 100 метри само било такво, асфалт еве го сега веќе неколку километри. И почнуваме овој пат, мислам дека like for real сме на офроадот и дека нема да има повеќе асфалт. Бре. Не изгледа многу лошо, нема некои големи камења како за на антена кога одите например за Баба планина, за Пелистер. Бре. На мавето трипнав на еден. О, навистина станува интересно. Овде е малце лош. Но равно е, не е нешто сериозно, јас мислев по-сериозен офроад ќе види. Но за сега, чекајте, има до прва уште има догоре. Овде е доста водено и стрмно, вие се сите полукружни кривини и малку е зафркнато, морам да признам. И офроадот е потежок, like доста потежок. Добро е што гумата ја намалив, мислам дека ќе има потешко поминување доколку не му го намалев притисокот на гумите. Иначе италијанец овој со мене шуди, зад мене вози. Заморно овие кривини е. Премногу вертикални, струмно завршува патот. Заморно е, ќе треба една пауза негде да се направи порано. Еве тука имате слики, имења од луѓе што умреле на овој пат. Значи не ви кажав, во просек 12 луѓе го губат животот на овој пат во текот на една година. И затоа важи еден од најопасните патишта во светот и најопасен во Европа. Значи има стрмене многу сега, значи уште не сме ни наближани до највисокот. Значи многу е стрмен вака. Имате вака вода кај што треба да премините. Ова беше јако. И можете да се слизнете, да паднете. Сега например е сува, меѓутоа во јули тоа е затвора патот. Се уште се топи снегот, се уште има многу вода и целата земја е кревка и лесно се рони. И обично тие што гинат се со джипови организирани тури што прават, доаѓа и друга кола од другата страна, не може да се разминат, се руши земјиште додека се разминуваат и луѓе гинат. Воздухот е свеж, температурата е свежа, само јас сум малци испотен поради управувањето со моторот. Навистина троши енергија овој офроадот. Не е како асфалт.
Сега тука ќе види за фркнато. Окей, не толку, мислев поќе ќе види. Стварно е стрмно и е полукружна кривина. Италијанецот ми се загина. Еве го, слушам го се фали моторот. Иди. Иди. Не забележав колку беше сат, ако тргнавме, за да знам за колку време стигнавме горе, чисто да имаме проценка за навраќање. Сега тука имаме полукружна кривина. Ова е со GS 1200, му треба поголем лак, го гледам и нога пушта. Така да, доколку идите со поголем мотор, тука имајте предвид и тоа, и тежината, колку ви е натоварен моторот, мислам дека најубаво е цел товар да го ставите во селата подолу и рајат да се качувате нагоре. Видете, ова сега сето е серпентини. Тука има јадрони од карпи, што значи може да се деси и камен нагладен и панни. И толку да биде со нас. Пополека излегуваме од делот со повеќе вегетација, со дрва. И сега веќе се качуваме нагоре, веќе гледаме во Кавказот, Кавказ планините. Врвовите не се гледаат, покриени се во облаци. А тука аз да се спремам за уште една полукружна кривина. Добро. Не сум човек што е фан на офроад. Ама... Ау, застана да слика италијанец. Ама ова ми се допаѓа искрено. Сега се дека се качваме на високо. Уште малку една пауза ќе направиме. Гледајте шубо е. Wanna make a break? Wanna make a break? Преубава е гледката, значи планините и све. Аха, требаше овде паузата да ја направиме. Имаме уште едно преминување на река, сега тука преубаво. Преубаво луѓе. Значи имаше период не сакав офроади да возам. Меѓутоа годинава не возев нешто кој знае што ова е офроад што го возам. И ту низ диспустина меѓутоа е навистина интересно. Не е нешто што како некој би има некој одат исклучиво за офроад да возат. Меѓутоа јас не сум таков, преферирам асфалт. Здраво другарче, исти торби ко моите имаш од AliExpress. О, видете. Веќе се гледаат некои врвови. Јас мислев облачно ќе види тука магла, ќе има, нема да се гледа, но за сега супер е се уште. Дождот кај еден го пишеше така да веројатно тогаш ќе заоблачи. Сега е 9:30 сатот. Додека се искачувате на почетокот, не сте свесни колку ствари се искачувате и кога ќе стигнете до одредена висока точка, кога ќе погледнете надолу, тогаш сваќате колку високо уствари сте дошле. Треба уствари сега по оној пат да се искачуваме лево на ридот. Сега проверив, нема под тој пат лево да се искачуваме, туку десно, оваа страна десна ќе искачуваме од мојата страна на ридот.
Уште нешто што треба да го знаете за овај пат е тоа дека се отвора во јули, тогаш што почнуваат и да го чистат, да го средуваат падот, меѓутоа во јули е се уште многу влажно, значи до јуни има снег и во јули веќе се топи снегот и се уште има многу вода по овие патишта и земјиштето е многу меко. Така да август мислам дека идеалниот месец, можеби поубав и од септември, бидејќи август е најсушен ден во Грузија, најмалку дождови има. Тоа што можам да ви го речем е дека вреди да се дојди 100% на овој пат да се вози, не е толку опасен колку што мислев. Дали дека јас сум со помал мотор или општо не е таков, бидејќи овој италијанецот е со ГС и го гледам на сите овие полукружни кривини, нога пушта долу, му треба и поголем лак, но јас искрено не видов до сега барем некоја тежина во возењето на овој пат. Онде горе гледам некоја градба, изгледа тоа е највисоката точка на превојот. Но прво треба вака да си скачиме и потоа да одиме натаму. Гледајте колку е стрмно, значи овде, ако рипните во оваа проваливата надесно, ќе се најдете по брза постапка долу пред мојот хотел во местото Пшавели. Затоа и се вика патот на смртта, еден од најопасните патишта во светот. И мислам дека пристигаме на највисоката точка на овој пат, на превојот Абано. Да. Ова, дами и господа, е највисоката точка на овој премин 3000 метри надморска висина. Имате тука кафе да се напиете, имате и чај, нешто да јадите, имате кифли, таква работа. Така да тука една пауза, рачунајте си ако идите обавезно. Сега одиме надолу кон тоа езерцето едно, имаме околу 30 минути. Мене задната кочница некојаш ми кочи, некојаш не. Дури сега се сетив на тоа, ќе видиме сега за надолу како ќе види. Ајде да одиме. Сега надолу со прва брзина. Се заоблачува, значи почнува се спрема за дожд. Осеќам дека кога ќе се враќаме ова ќе види магла, но сепак останува да видиме. Само да не фати дожд на враќање, бидејќи ќе види многу полизгаво и позафркнато. Сега ме заева. Се сменавме малку, италијанецот прв доди, помислив дека може би му правам многу прашина и дека го успорувам многу, пошто јас дека со помал мотор, моторно кочење со прва ми е поошедливо. Тоа е со поголем, претпоставувам подолга му е брзината. Охо, не чека големо преминување на вода. И сериозно. Да направиме една инспекција. Не изгледа длабоко, само калио. Looks that way. Ага, се оди таму. Ама овде длабоко е многу, да. From there. Oh.
Камен има голем. Ништо од тука некако. I think this. Риск? Sorry? I think this. Yes, I agree. Okay. Try. One at a time, yes. One. Yes. Страшно е малце. Таму нема овде. Таму не изгледа многу лошо, овде е проблемот. Оваќе, ризично ми е мене малце, страшно ќе биде. Тука на почетокот најмногу ми е да помина. Успешно беше, не беше толку страшно. Сега јако е. Huh? You will send me less later. You have Telegram? No, Instagram. Okay. Beaver. Don't worry, we will find something. Немој рапке, немој зборот да го враќаш. Да го враќаш и да ме саколдисваш. Значи патот е навистина вистинско доживување, овој пат е цела причина поради која идам Грузија како прво и како второ поради која доаѓам сега во август, а не дојдов пролетта кога бев во Тунис. Бидејќи тогаш ви кажа во пролетта се уште има снегови, овој пат е затворен, дури во јули се отвара, а сега во август е идеално, значи гледате суви се патиштата, прашина полно има, нема врнато барем една недела и идеално е за возење сега. One kilometer. И дами и господа, ова е езерото кај кое што доаѓаме. Дами и господа, ова е езерото помеѓу Абано, превојот на високата точка и селото Омало. Тиркизна боја, преубава на вистина. Сонце кога мава овде сигурно уште подобро вего сонце излегла. Едно на вистина преубаво езеро направивме, една солидна, многу добра пауза тука. На вистина е прекрасно да се помини времето тука. Прекрасна тиркизна боја. Тоа беше најдалечната дестинација на овој превој, всушност патот оди до селото Омало. И најубаво е да одите до Омало, јас така планирав прво, меѓутоа заради дождот реков да не ме фати, не отидов. Не ми е криво дека не отидов, бидејќи искрено доволни во еден ден вака до тука да одите и да се вратите. Сега ќе видиме како ќе се вратиме назад. Се враќаме ние назад, го пуштив пред мене, не сакам да го кочам. Има подобар мотор за вакви патишта со подобра суспензија, може побрзо да вози. И самиот рече, мојот мотор е роден за вакви патишта. Сега на враќање истиот е патот, нема многу да ви снимам, мислам дека и онака веќе премногу снимив. Во секој случај ќе снимам пак нешто време на време, но е исто прекрасен и на враќање за сега колку што беше на одење. И време е повторно тука водата да ја преминиме. Ајде да видиме овој пат како ќе биде. Добро е.
Сега веќе искусни. На моторов едно добро мијање ќе му дојди многу убо после возењево, само дали ќе најдем во селава перална, тоа ми е малку веројатно искрено. Но останува да видиме сепак. Веќе се заоблачува, така да прогнозата за дојдот изгледа е точна и изгледа и мојата лична прогноза ќе биде точна, односно мојата прогноза дека највисоката точка на овој превој ќе биде во магла кога ќе се враќаме. Но сепак останува да видиме кога ќе стигнеме таму. А почнува веќе и да заладува. Сенка е тука, сега сонце немава, но онака убаво ладно е, пријатно, освежително. Сепак мојата прогноза испаѓа точна, магловито е, но интересно. Имамо искуство. Пред малку го заминавме местото каде што направивме преќе пауза, кафе каде што пиевме. Јас застанав слика да направам тука, малку ми замина италијанецот, му свирев, му блендирав. Не ме слушна, не ме виде. Но рековме тука негде ќе направиме пауза на враќање, така да не знам, може би има застанато некаде. Да, е него застанат. Видете како дува нагоре облакот. Гледајте. Една грешка и капут. Сега на слегување има многу повеќе коли од преѓи и сообраќај. И е потешко отежнато поминувањето. Сега уште една во далечините видов кола. Да видиме со неја како ќе се разминиме. Добро е. Овде е веќе калливо, преќе мислам дека не беше толку калливо на слегување. Сега тука имаме едно поголемо за вода за преминување. Да видиме што ќе биде. Охо-хо. Тоа беше интересно. Ајде уште едно. Не знам, преќе мислам дека немавме некој толку големо за вода преминување на дење. Многу места со калим овде може да има врнето, но нешто во меѓувреме облаците додека беа, не знам на вистина, но другиот дел е сув. Еве тука некои со кросови. Заради ова е најопасен овој патот. Што ми вели, не знам. Охо, многу коли. Сега вака, еве овде има ширинка, ама негде нема ширинка и две коли кои ќе се разминувате. Што стори овие со обична количина, се не се баш 4 баш офроад возила. И кога се разминувате, ќе се случи кога е мека земјата, особено во јули месец или јуни, ако се обидите да дојдете, може да настане слечиште и да се срони патот и да ве нема.
Охо, коли оддолу. И што ќе ги почекаме. Ова се делови со многу вода и лизгавост и опасност. Но истовремено едно интересно искуство и интересност ако воопшто тоа е збор. Задната коченица минимално ја користев, значи буквално се со моторното кочење прави, бидејќи е мал мотор од 300 кубици, а 6 брзини, куси му се брзините и моторното кочење е навистина силно. Уште малку имаме до асфалтот, тука е малце зафркнато, многу вода има, е удолница, меко е, влажно е. И конечно на асфалт излеговме, почна навистина да ми жежи тука веќе на крајот. Вратот исто така и рамењата ми болат од напрегањето цело време на напред дека навален. Сега негде италијанецот сигурно ме чека да ги напомпам гумите пак, да го вратам осигурачот од АБС-от и да продолжиме со возење. Бидејќи таблата ми е како новогодишна елка, ми свети за гумите, ми свети за АБС-от, ми пиши овде за гумите кои се истишани и чек енджино ми светна веројатно од тресењето, бидејќи вака не осеќам дека има некаков проблем моторот. Сенка кај што ќе најдеме, таму ќе застанеме. We can use mine. Ги наполнавме гумите, а сега одиме кон Шавели да пијаме едно кафе, каде што имаше едно место, вчера го видов. Се надевам дека прават кафе. Ние тука се разделивме со Андреа. Тој продолжува, има уште 3 часа возење. Мислел дека има 1 сат, меѓутоа сега виде, ова си се капи, меѓутоа сега виде дека има 3 сати за возење, ќе оди во еден град што се вика Ори, што е малку далечку. Јас сега пристигнав во хотелот, зедов нешто кифле, не знам, вкупно со кафина за двата зедов, платив 7 евра, не знам ова колку е. Локалното време иначе 3 часот, тргнав кај 7 часот по локално време. Тука негде ќе го одјавам видеото, доколку ви се допадне, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.